информация дека азбестните цепки се штетни до здравието на граѓаните. Немате, ајде да видам малко по-коректни случаи. Немате увид во целокупната политичка дискусија 2005-та, кој што најголем дел се заснуваше на тоа од страна на кандидатите за советници, кандидатите за градоначалници за ПМН, за тоа дека азбестните цепки се штетни по граѓаните, по здравието на граѓаните на Битол. Таа дебата траеше од 2005 до денес, се уште трае. За процентот на опадненоста на мрежата, на водоводната мрежа со азбестни цепки, треба да имаме точна спецификација, точно треба да знаеме кои се деловиците. И кажа генерално на комисија дека тоа се улиците Риденска, Централното градско подрачје, Широк Сотрак, Головното Пешев и ред други. Се уште стоја. За основа тоа е што го имам прочитано. Сум експерт за тоа. Нашите изјави, изјавите на работените отворот се дека азбестните цепки не се штетни, тоа се ваши изјави, но кога ќе вршиме дефект, истите целосно ќе остануваме, не да зборуваме да се сечат, затоа што прашината е штетна за луѓето кои што работат. Управо сте кога ќе речете дека одговорните лица кои што работат во треба најдобро да имаат информација за штетноста на азбестните цепки. Не сте управо во оној момент кога зборувате дека политичарите кои што се кандидирали за одредени општествени функции, тоа не го искористиле во друга насока. Сега, тие исти политичари, кои што ги даде тие изјави, добиле мандат да ги отстранат тие цепки. Добиле мандат да ви дадат вас мандат и тоа да го реализирате. Врз основа на ветувањето спрема граѓаните за кои што го добиле мандат. Јас за тоа зборувам. Пред 12 години политичарите кои што го водат се уште денес градот или истата политичка структура кои што го води градот дава ветување дека Битола ќе биде општина со 0% азбестни цепки. Денеска 12 години после ветувањето, од тоа ветување, после 3 совети на општина Битола менаџирани од страна на ПМН, процентот на покриеност на водоводна мрежа со азбестни цепки се уште не е 0. Е 4 до 5% според вашите избори. Потенцирано според вашите избори. Од 90% работат. Од 90% работат. Во право сте, кој ќе речите дека водоводна мрежа не може да направи јавно предпријатие, тоа го прави општината и го прави државата. Ама јавното предпријатие, кој што има добиено амин од општината да раководи со јавното предпријатие, треба да даде повратна информација до општината, а таа до власта, а таа информација треба да биде многу гладко, кога ќе и една иста партија и на локално и на централно ниво на власт, посебно една декада, на локално ниво и повеќе од тоа, за да можат овие проблеми кои што денес имаат битолчани, ќе ги имаат иднина, да бидат благовремено сервисирани. Значи, вашата некоординираност, вашата неагилност, вашата нежелба да се сервисираат проблемите на граѓаните, не доведе до ваква ситуација. Немаше кај вас во општина Битола збор. Во раководството на ТПМН ниту еден храброст да побара пари за општина Битола. За водоводната мрежа. Според вашата изјава, вие рековте дека не се 6 до 7 милиони, но се 20 милиони. Тоа е цел еден буџет на општина Битола. А ако од друга страна ги погледнеме трошоците на општина Битола во однос на по наводници култура, програмата за култура, која што секоја година троши, се планира 450.000 евра, се трошат 1 милион евра. За 12 години то се 12 милиони евра или половина реконструирана водоводна мрежа. Че ако немавте храброст водите до Скопје да побарате 20 милиони евра за Битола, трябваше да имате доволно храброст на човекот чии програми ги носите по улиците,
за да добие трет мандат, да му побарате да даде и той да побара пари за реконструкция на водоводната мрежа. Затоа го зборувам. Таа ваша храброст и сега ја нема. Тоа се гледа од инвестиционниот план за 2017 година. За тоа зборувам. А за политиката која што ДПМН ја практикува на централно ниво и на локално ниво, вие многу добро пластично ви кажете со вашиот елаборирање за тоа какви фабрики и какви инвеститори има моментално во општина Битола. Вие, ќе ви цитирам, рековте, имаме фабрики кои што на вработените не му даваат ни вода. Тоа се ваши зборови. Тоа се ваши зборови. За тоа зборувам. Тоа е менаџирањето со јавното предпријатие и со општина Битола и со Република Македонија и со минатата декада. Дали,